Во рацеве го држам годинешново прекрасно издание на Светогорскиот манастир Ватопед, кој во превод на грчки јазик ја отпечати книгата Слобода во затворот на неговото блаженство архиепископот Охридски и митрополит Скопски Јован. Српскиот оригинал веќе ги има исцрпено двете изданија. Книгата е отпечатена и на руски јазик, колку што ми е познато се преведува и на други јазици и ја обликува атмосферата во православниот свет во однос на државниот прогон врз црквата во нашава земја. И покрај сите злоставувања и затвори, архиепископот Охридски Јован остана до крај верен на светото предание на православната црква. Пишува во томосот за автономија, кој најсветата Печска патриаршија и го издаде на православната Охридска архиепископија. Споменатото свето предание не учи дека Бог постои слободен како заедница и уште не учи дека слободната заедница на луѓето со Бога во црквата ниту портите на адот, ниту портите на смртта нема да ја надвладеат. Заради чување на соборноста и единството на црквата, архиепископот Охридски Јован во последниве 2 децении беше затворен 8 пати. После горе реченото, суштинското прашање кое се наметнува е: дали е возможно да биде затворена слободната љубов? Без друго, тоа не е возможно. Прашањето на слободата, на слободната љубов, секогаш подразбира одговорност, бидејќи доколку не постои одговорноста, тогаш слободата постанува насилство врз другите. Логично, заради отсуството на одговорност, кај нас се спроведува државниот прогон врз православната Охридска архиепископија. Во затворот Идризово, архиепископот Охридски Јован ја напиша книгата Раскази, која има впечатлив наслов Слобода во затворот. Суштината на пораката која провејува од оваа книга, накратко речено, е слобода од смртта. Надминувањето на смртта е возможно само во соборната црква и не заради тоа што црквата има средства за спасение, бидејќи црквата спасува не толку со тоа што го има, туку со тоа што таа е. Затоа начинот на постоење на кој повикуваат овие редови, според зборовите на светиот Николај Охридски и Жички, би можеле да го именуваме негување на бесмртноста. Кога се случуваат неправди, какви што се споменатите затвори и прогони, логично е да се постави прашањето: каде е Богот на љубовта и мирот? Но таквите прашања се согласни на човечката логика, а Божјата логика е сосема поинаква. Христос не рече дека ќе испрати неколку волци во големо стадо, туку спротивно, дека ќе испрати неколку кротки, мирни луѓе, личности кои имаат одговорност за црквата, дека токму такви луѓе ќе испрати помеѓу волци. Следствено, слободата на архиепископот Охридски Јован парадоксално
не лежи во оддалечување од страдањата, туку во прифаќање на страдањата. Затворањето на архиепископот Јован, судењето на епископите, свештеномонасите, монахињите, верните, рушењето на храмови, одбивањето на регистрацијата и така натаму, покажува дека во недоглед транзиционата државна политика слободата ја подразбира единствено како ослободување од другиот и дека нема капацитет да свати дека тоа е најсуровиот вид на самољубие. Оваа книга покажува што е саможртвената љубов. Од неа станува јасно дека исклучивоста на расколот ја укинува љубовта, бидејќи за расколот постои нешто поважно од учествувањето во соборната литургија, а според светиот Максим Исповедник, само совршената љубов во литургијата на соборната црква побудува подеднакво да биде љубен секој човек. На крајот, оваа книга му го дава најпотребното на изморениот современ човек, а тоа е радоста. После исчитувањето на овие редови, за очекување е читателот да се праша: не сум радосен? Тогаш треба да сватам дека го немам Бога. Неопходно е да бидам радосен дури и во случај да сум грешен, бидејќи Бог се вселува во радосниот човек. Светиот Порфири Кавсокаливит истакнува дека доколку стигнеме до рамништето на кое чувствуваме радост, љубов и служење на Бога без страф, а тоа ни го демонстрира оваа книга Слобода во затворот, тогаш можеме да кажеме со апостолот: живеам не веќе јас, туку во мене живее Христос. Слободата во затворот на неговото блаженство архиепископот Охридски и митрополит Скопски Јован е живо сведоштво дека на секој што ќе посака, ништо не му пречи да влезе во оваа тајна на автентичната слобода на постоење.